Спортот и здравиот начин на живот ќе бидат главната тема за денес. Станува збор за фитнес програма наречена Kango Jumps, која што е доста мотивирачка, забавна програма која ве принудува да издржите повеќе, да бидете еуфорични, да уживате додека вежбате и најбитно од се на крај да не осеќате никаков замор. Токму за ова поканивме две дами кои што ни доаѓаат од фитнес клубот 777 од Велес, а тоа е госпоѓа Нона Јовик и нејзината ќерка Лепа Јовик. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро. Фала ви на поканата. Така. Почитувани гледачи, во продолжение предлагам како вовет на нашиот разговор да погледнеме еден краток прилог и се враќаме назад. Обука за лиценцирани Kango Jumps инструктори организираше фитнес клубот 777 од Велес како ексклузивни застапници за Kango Jumps Македонија. Оксана Мушевски од Украина е професионалниот тренер која ја презентираше оваа програма. 7 кандидати на овој семинар ја добија лиценцата. Причината за која сум овде е тоа што фитнес клубот 777 од Велес како официјални и ексклузивни застапници за Kango Jumps, фитнес програмата во Македонија, организираа семинар за инструктори кои ќе добијат лиценца за можност за обука. Тоа значи дека вие сте многу среќна земја, бидејќи ќе добиете повеќе достапни центри каде што ќе можете да ја следите оваа програма. Kango Jumps е шведски бренд, поточно регистриран фитнес бренд кој се тренира со специјализирани чизми што се користат додека се тренира. Со помош на овие специјализирани чизми, луѓето ќе имаат можност да губат 30% повеќе калории од вообичаен и класичен фитнес. И аеробик програма додаде инструкторката Оксана Мушевски. Kango Jumps е многу интересна програма, за разлика од било кој аеробик што некој го има некогаш вежбано. Така да Kango Jumps мора да се одвива на отскокнувачки обувки, кои го прават тренингот многу позабавен и поинтересен од било кој друг тренинг, а при тоа не го заморуваат телото и овозможуваат да се издржи повеќе од било кој друг аеробик. Бенефитите на овој спорт се што не се заморува воопшто телото и може да го практикуваат луѓе кои што имаат проблеми со колената и со некои проблеми од телото и се целосно заштитени додека го вежбаат овој спорт. И моментално сум на обука за Kango Jumps во организација на Kango Jumps Македонија од Велес. Инаку дојдени сме овде да земеме интернационална лиценца како Kango Jumps инструктори. И така да овде е еден од најдобрите инструктори во Европа, работиме со него, обуката ќе трае 2 дена, така да е супер ни оде за сега. Заинтересираноста за овој спорт е се поголема, не само во Велес, туку и низ цела Македонија. Овој семинар е воедно и начин на информираност за луѓето да дознаат што е Kango Jumps и да ги увидат бенефитите од него, велат од клуб 777. Ето го, погледнавме видеото и видоа гледачите за што станува збор. Најпрво ќе го започнам разговорот со тебе. Лепа, ќе ни кажеш како всушност помина овој семинар? Многу често во нашиот клуб се одржуваат различни семинари, без разлика дали тоа се семинари за кикбокс или па Kango Jumps. Значи, претежно овој семинар беше за повеќе клубови од Македонија да се здобијат со интернационална Kango Jumps лиценца, кои некој ја добија, но некои не ја добија поради големите стандарди кои што ги имаше Оксана и кои што сакаше да ги научи на вистински начин да го презентираат Kango Jumps-от. Но претежно помина многу одлично и многу добро и сите кандидати беа целосно задоволни. Така, гледачите имаа можност да видат кои се го презентираше, кои беа учесници на семинарот, но ајде малце ти подетално кажи ни од каде доаѓа инструкторите и сите оние детали околу семинар. Оксана, личноста што ја држеше оваа обука, е од Романија. Исто така таа има и различни клубови кои што се во Украина, во Полска и на различни места. Многу добра тренер особа. Обуката која што се одржуваше овде, присуствуваа различни инструктори од различни градови во Македонија кои што претежно има аеробик лиценца, значи не беа личности кои што прв пат се запознаваат со фитнесот, бидејќи за 2 дена не може се да се помине цел материјал. Така да за оваа обука имавме кои што беа од Скопје, имавме двајца кои што беа од Струмица, други од претходната обука и од Штип имавме.
Претходната обука беа од Неготино, Гостивар, Кочани, така да пробуваме да го фатиме, опфатиме цела држава, за да секој има можност да види што е стварно канго џампсот и кои се бенефициите од овој спорт. Така, малку подолу од емисијата ќе спомнеме како изгледа ваш тренинг и сите останати детали околу оваа програма. Морам да напоменам дека всушност за оваа програма Канго Џампс се започна од Велес. Тоа мораме да го потенцираме. Колку луѓе добија лиценца? Каде ќе се расшири цела оваа програма низ Македонија? Дали го знаеш сето тоа? Некој добија лиценца. Така, напомена дека некој добиле, некој не. Нова обука, некој добија лиценца. Така. Некој се во процес да добијат лиценцата, значи секој ќе добие лиценца, но како што реков, Оксана има високи критериуми, бидејќи таа сака навистина Канго Џампсот да биде представен од лица кои што навистина ќе го знаат и ќе имаат доволно знаење за него. Така да некој се во исчекување за лиценцата поради тоа што не положија на оваа обука, но во рок од 90 дена тие ќе ја добијат лиценцата со тоа што ќе ги праќаат нејза видеа, со тоа што и таа ќе види дека навистина тие луѓе се спремни да ги држат тие тренинзи и да го пренесат на вистински начин Канго Џампсот на други луѓе. Така. Ајде да кажеме како изгледа всушност оваа програма, како изгледа еден тренинг, малку со зборови да го објасниме, бидејќи и во прилогот можеа да видат гледачите, но ајде еве сега ти малку представи ни го кангото. Значи, Канго Џампсот е таков аеробик, таков фитнес кој што дефинитивно, искрено, јас имам вежба на многу различни фитнес и аеробици и не би го заменила никогаш за ништо друго. Поради тоа што таа еуфорија и таа забава која што се прави на тренингот поради овие обувки, бидејќи тренингот не може да се одвива доколку ги немаме Канго Џампс обувките. Тоа се одскокнувачки обувки, кои што го прават тренингот да биде многу полесен, бидејќи не скокаш ти со твоето тело и со твојата телесна тежина, туку скокаш со помош на овие обувки. И нели многу често се вика да кога скокаш уствари од радост, а овие чевли токму тоа го прават. Тренингот е многу полесен, телото ти е многу позаштитено. Значи може да го вежбаат и оние луѓе кои што се во процес на рехабилитација поради повреди на колена, повреди на грбот, на половината. Значи го исправува арбетниот столб. Така да еден тренинг се одвива на различни начини, претежно се одредува каков ќе биде тренингот, од тоа зависи какви луѓе има на тренингот. Доколку тие се почетници во Канго Џампсот, тренингот се одвива претежно само за нив, бидејќи секогаш почетникот има предност во тренингот. Така да гледаме да се согласуваме некако со клиентелата која што ни доаѓа во нашиот фитнес клуб. Така, како се представуваат велешани? Каков е одзивот на велешани и колку го сакаат кангото? Ние сме веќе со фитнес клубот 10 години во Македонија. Во Македонија, бидејќи сега започнавме и во Скопје, нели и во други градови. Искрено со Канго Џампсот бевме многу изненадени, бидејќи тоа уште во самиот почеток имаше многу голем одзив од велешани. Групите веќе се исполнуваа 15-20 луѓе, бидејќи сме ексклузивни застапници во Македонија. Исто така ги имаме и обувките, имаме голем број на обувки во нашиот клуб. Така да одзивот беше многу голем, сите беа заинтересирани, бидејќи секогаш кога ќе испаде некоја нова иновација, сите сакаат да испробаат што е тоа. Тие што дојдоа, со сигурност останаа и идат и понатаму. Така, она што друго би те прашала е дали само овие обувки кои што еве ги гледаме и на малите екрани, дали само овие обувки се служат како опрема или дали нешто друго додатно треба да имаат сите оние кои што сакаат да вежбаат канго? Доколку сакаш да вежбаш Канго Џампс, значи доволни се само овие спортска обувки, опрема, спортската нормална. опрема, така. но секогаш треба да се потрудат тие што идат да носат високи чорапи поради тоа што може да се направи некоја повреда, нели, оти сепак и чизма. И доколку е во кратка хеланка, потребно е да се носи висока чорапа. Значи има различни обувки, но во глобал обувката е иста, така да може да се разликува само во бројка и во боја на обувката. Така, на претходното гостување госпоѓа Нона ни кажа дека за Канго Џампсот треба и да биде закажано унапред да ви кажуваат со цел да обезбедите, бидејќи секој носи различен број. Колку време унапред треба да ви кажат? Дали еден ден претходно, неколку часа во денот претходно? Како го организирате вие сето тоа? Во Велес ние имаме секој ден тренинзи, така да претежно пријавувањето оди или еден ден пред тренингот да биде, или пак во самиот ден.
Но доколку тренингот од 19 часот, тогаш тоа се преферира да биде до кај 15 часот пријавувањата. Так. Поради тоа што имаме ограничен број на обувки, нели, како што кажавте, со број, се одредено. Значи, во величината спаѓаат помалите бројки, како што се од 36 до 38, така да зависи до личностите, до нивната нога, треба да си го пријават својот број, за да ние да знаеме колку слободни чевли имаме понатаму и колку следни пријавувања да прифаќаме. Така, сега ќе ја уклучиме во разговорот и госпоѓа Нона. Вие сте инструктор и по пилатес. Мораме да напоменеме дека повеќе спортски дисциплини, јас ќе ги кажам, или програми ги имате во вашиот фитнес клуб 777. Која е разликата, да ни кажете, меѓу кангото и пилатесот? Има огромна разлика, верувам, но еве да кажеме вашето мислење, вашите пораки. Значи, секој фитнес има своји предности. Така. Како пилатес, нели, канго джампс, тајбо работиме кај нас во фитнесот, инсенити, степ аеробик. Значи, сите си имаат по нешто што се издвојуваат. Значи, ако пилатесот се работи со топки и други реквизити што работиме ние во фитнесот, канго джампсот се работи со вие обувки. Тоа се диаметрално спротивни фитнеси, значи немаат ни една допирна точка, али ете, ако може некако да ги поврземе, луѓето што доаѓаат што вежбаат канго джампс, повеќето се луѓе што доаѓале пилатес да вежбаат, затоа што во пилатесот доаѓаат и покрај луѓе што сакаат да си го држуваат своето тело, физичката подготвеност, доаѓаат и луѓе што имаат проблеми со грбот, со рбетниот столб. Истите тие луѓе доаѓаат и на канго джампс, затоа што луѓето со повреди нели со проблеми на рбетниот столб не смеат да трчаат, не смеат да се бават со некои поактивни физички по екстремности големи. И заради повредите на рбетот, и тие можат слободно да вежбаат канго, затоа што нивните удари, нивното вежбање го амортизираат чевлите. Ете тука ако некаде ги можеме да ги доближиме кангото и пилатесот во тој дел. Така. Колку велешанки ќе ги кажам, бидејќи повеќе девојките доаѓаат да вежбаат, го сакаат пилатесот. Па пилатесот, јас веќе работам 5 години со пилатес, кај нас во нашиот град само, на друго место не. Има многу голема заинтересираност, има девојки кои што доаѓаат од самите почетоци и баш разговаравме со нив пред некој ден дека како било на почетокот, како е сега условите на почетокот што сме ги имале, али нивната желба, нивната волја натерала да останат до крај. Нивната потреба за тој тренинг, за тој фитнес, има различни нели фитнеси. Ние имаме овде сега услови поразлични како што сме ги имале претходно, кога сме работеле по школски сали и сето тоа. Али има заинтересираност за пилатесот од секогаш. Не само за пилатесот, и за другите останати програми кои што ги имате во вашиот клуб. Инсенити е програмата каде што вежбаат и машки и девојчиња. Таа е само мешана програма, другите се само девојчиња. Така. Ова е прашање и за двете. Кое е вашето мислење? Колку сите оние здрави навики кои што треба да ги имаме и активни, мислам, да спортуваме, мислам, ние како еве за велешани конкретно да кажете, колку се дисциплинирани тие, колку доаѓаат често, колку сакаат да вежбаат. Веројатно вашето искуство можете да ни го пренесете тука во нашата студија. Значи, различни луѓе секогаш идат во нашиот фитнес клуб, како што се може да се наречат поминувачи и некои сериозни вежбачи. Рекреативците претежно идат само за еден тренинг или пак да пробаат да видат чисто како е, но тие што се навистина вежбачи, тие остануваат бидејќи некои имаат, како што кажа,
од различни од различни причини, потреби, имаат да, потреба здравствена или пак некој сака да се го држи во своето тело, сега зависи каква е нивната потреба. Има некои кои што се пренаоѓаат повеќе во аеробикот, има некои кои што се пренаоѓаат повеќе во пилатесот за затегнување на телото, некои кои што сакаат нели да ослабат, да симнат на килажа. Така да има поминувачи, рекреативци и постојани вежбачи кои што еве веќе како ние растеме нели 10 години, така и тие со нас. Така, кои ви се најчесто поставувани прашања од страна на вашите членови кои што доаѓаат? Што најчесто ве прашуваат? Колку тренинзи дневно, како полесно да ослабам, веројатно. Да. Кога ќе добијам поголема кондиција или пак нас која не гледаат како инструктори, од која ќе заврши тренингот. Ја имам такви случаи, добро девојче, ти шо јадеш, како вежбаш, шо правиш? Значи некои такви работи, но јас секогаш им кажувам, треба значи да издржите прво 3-4 тренинга или пак цел месец да добиете барем малку кондиција и после постепено се ќе си иде полека. Така, пред нас е пролетта, но и летото. Сите сакаат на некој начин да дојдат до фит, добра форма. Колку очекувате ли поголема заинтересираност во текот на летниот период? Во вашиот? Веќе се приметува дека иде пролет. Веќе се приметува, да, така. дека иде пролет, али тоа не менува многу за нас, менува за личностите. Се обидуваме да им доловиме дека сите тие работи не се за у март месец и за у април, дека тоа е континуирано вежбање, ама како што кажа Лепа, има различни луѓе, различни потреби, различни цели имаат поставено пред себе, така да се разликуваат и колку време, колку често доаѓаат на тренинг. Има девојки што доаѓаат секој ден на тренинг, комбинираат пилатес или без разлика што и да е друго со канго, си комбинираат и се доаѓаат редовно секој ден на тренинг. Има некои што доаѓаат 2 пати, некои 3 пати, некои... Има некои кои што се спремаат само за лето, има некои што се одржуваат и во зимо, така. Тука би напоменала дека вие во вашиот клуб имате и како мини теретана нешто, така би ја кажала, кои што не мора да ги поседуваат овие програми, можат да доаѓаат слободно и да вежбаат таму, но кога би можеле тоа да го прават? Дали во утринските часови предпладне или може во текот на целиот ден? Значи, ние како инструктори повеќе сме насочени нели кон аеробиците, кон програмите, значи и затоа сега е поголема заинтересираноста, бидејќи е веќе март и иде сезона. Отвараме различни групи во различни термини, како што се утрински, тоа е утрински, така да фитнесот е постојано отворен за лица доколку сакаат да дојдат и сами да си вежбаат. Имаме кардио зона каде што има неколку ленти, орбитреци, значи имаме исто така и TRX кои што се нели за вежбање на рамење на различни делови од телото. И некоја минимална тежина каде што лицето нели можат сами да вежбаат, а доколку сакаат со инструктор може да посетуваат приватни часови доколку сакаат нели само они. Така вие стоите на располагање. Да, ние стоиме на располагање секогаш и различни групи во различни термини во денот. Така. Како според вас е за исхраната, ќе преминеме малку темата, како треба да тече една исхрана со цел да се подобри здравјето на сите оние кои што имаат различни проблеми? Како треба да се хранат сите оние кои што доаѓаат кај вас да вежбаат? Кој е вашиот совет? Значи, ние разговараме посебно со луѓето што доаѓаат на кардио тренинзи, канго, тајбо, инсенити, степ аеробик е малку со понизок интензитет на кардио. Разговараме со луѓето да не се на диета кога доаѓаат на тренинг, затоа што самата диета ќе го исцрпи организмот и нели не дај Боже може да се случи нешто на тренинг. Значи на диета не треба да бидат, треба да биде една здрава исхрана. Сега здрава исхрана се подразбира редовни оброци, не еднаш дневно да се јаде или само јаболко или денеска сум на не знам, течно, како и да е, не ги знам тие диети. Ние ги советуваме девојките да си доаѓаат со 3 оброци и пред тренинг, ако имаат можност и ако имаат потреба, да земат брзи шекери ако доаѓаат на кардио тренинзи. Заради
поголема енергија за да се можат повеќе да го почувствуваат тренингот. Додека веќе за после тренинг им требаат суплементација, значи малку се запознаени колку е таа битна во исхраната, значи не е тоа да го замени оброкот, него да го дополни, значи додаток во исхраната е суплементацијата. Тоа се веќе протеини, L-карнитини, креатини, така некои тие работи, тие суплементи што ги имаме ние во фитнесот, што ги препорачуваме на клиентите. Дали се дисциплинирани сите оние кои што доаѓаат кај вас, дали се послушни? Да. Не смеем да се пожалиме. Да. Не се жалиме, но сепак, како што кажав, има некои... исклучоци, Има исклучоци, да, кои што сакаат едноставно, бидејќи аеробикот и кардиотренингот често пати знае да биде и место каде што може лицата да се ослободат од секојдневниот стрес. Така да има некои кои што не сакаат толку да пазат на тежина и на нивното здравје, туку едноставно само да се ослободат од стресот, како да отидат негде каде што ќе може да се ослободат од секојдневните работи. Да. Токму така. Она што тука пред самиот крај би ве прашала, ете за кангото беше главната тема, ти ни ги долови сите оние детали кои што треба да ги знаеме околу оваа дисциплина, поточна програма. Да ги поканиме ете сите оние кои што не гледаат, кога може да дојдат ако се заинтересирани за кангото, но и без разлика не мора да биде канго, може да биде од сите оние програми кои што ги имате вие во фитнес клубот. Значи постојано сте отворени, кој кога сака може да дојде. Така, ете, на вас оставам. Секако, значи, кој кога сака може да дојде да не посети за било што да не праша, ние секогаш што има тука на располагање. Исто како и нашите Facebook фан страни. Исто така и таму доколку ни пратат порака или пак нешто ги интересира повеќе околу термини, исто така имаме и распоред таму објавено. Така. Доколку ги интересира повеќе за нашиот фитнес клуб, може таму да се запознаат, а ние секогаш сме тука да ги примиме и да ги задоволиме нивните потреби. Така. Јас ви благодарам за што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска програма. Ете им кажавме на нашите гледачи околу сите ваши програми кои што ги имате во вашиот фитнес клуб 777 во Велес, морам да потенцирам. И се надевам дека за сите ваши успешни активности како што беше еве овој семинар кој што измина, ќе бидеме обавестени и ќе ни дојдете пак повторно со некои новитети. Секако. Само да напоменам дека нареден семинар за Kango Jumps има во јуни. Така. Оксана е тогаш слободна, иначе претходно не е. 24, 25 и 26 ќе биде наредниот семинар, така да ако има заинтересирани може да се пријави. Да. Па и пред самиот семинар може да ни дојдете и да ни кажете. Сигурно, да. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување.